Во општина Газибаба денеска започна првиот училишен ден во 11 основни училишта со околу 7150 ученици, а годинава се запишаа 760 првачиња. По тој повод, градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, на првиот училишен ден го посети основното училиште Његош, каде ги поздрави првачињата и им посака успех во учењето. Успешна училишна година им посакува и на сите ученици во сите училишта во општината и потенцираше дека годинава сите училишта се подготвени и чисти за прием на децата, а во дел од нив летниот распуст беше искористен да се изврши санација и реконструкција на објектите со цел подобрување на условите за работа и учење на учениците. Во основното училиште Његош, каде што денеска беше градоначалникот, се изврши промена на кровот. Денеска во основното училиште Његош во Јурумле бевме на првиот училишен час, каде што на првачињата им посакавме голем успех во воспитно-образовниот процес. Заедно, како општествено одговорна заедница, како родители, како наставници им стоиме на располагање, затоа што секој почеток треба поддршка во наредниот период. Во основното училиште Његош во летниот период го искористивме за комплетно реконструкција на покривот на училиштето, каде што азбестните табли ги заменивме со нов лим. Тоа го правиме и со останатите 11 училишта. Смарт таблите како основно помагало ги воведуваме во сите 11 училишта како можност алатка каде што освен наставниците и самите ученици ќе имаат подобро научна наставна програма, свое надградување и така и понатаму ќе продолжиме. Градоначалникот Георгиевски освен денеска што ги посети основните училишта, годинава за прв пат организираше и еден поинаков почеток за првачињата. Односно 1 септември во општина Газибаба се одбележа со една голема забава во спортската сала во автокоманда, на која присутни беа сите првачиња од сите 11 основни училишта во општината. Маша и Медо, златните славејчиња и училиштето за танц Еурека беа задолжени да ги забавуваат првачињата на забавата. Додека пак градоначалникот на општината Борис Георгиевски и министерот за образование и наука Арбер Адеми се обратија пред првачињата и им порачаа среќа и успех во образовниот процес и порака да се изградат во вистински личности и заедно со нивна помош да се работи на подобрување на образованието во Македонија. Ви посакувам многу среќа во воспитно-образовниот процес во новата етапа од вашиот живот, кога безгрешните игри ќе треба да ги замените со книги и учења на нови работи. Секогаш со љубов да настапувате кон науката, со песни и игри да учите и најубавиот период од вашиот живот да го посветите и да се изградите во образовни личности за еден ден, да станете витални столбови на нашето општество. Една порака до најмалите, до најмладите да кажем. Дека лесно ќе ги поминете сите предизвици, со работа, со посветеност, но и со помошта од сите нас, од помошта на вашите родители и наставници, така што заедно да работиме посветено кон подобрување на квалитетот во образовниот систем.